Имигрантите кои не се државјани на САД не може да гласаат на федералните избори. Оние кои ќе станат државјани може да гласаат на сите избори во САД откако ќе положат заклетва на верност. Првиот чекор кон државјанство е да се добие зелена карта која дава легален предстој. Едно лице може да добие зелена карта преку семејно спонзорство, вработување како и на статус на бегалец или азилант. Во повеќето случаи мигрантите се подобни за државјанство откако ќе станат носители на зелена карта и ќе живеат во САД 5 години. Ова е намалено на 3 години доколку се во брачен однос со државјанин на САД. Чекорите за да станат државјани на САД вклучуваат исполнување на условите за подобност, поднесување барање за државјанство, интервју и испити по англиски и граѓански науки, но и полагање заклетва за лојалност на церемонијата за државјанство. Општо земено постојат исклучоци и посебни одредби за одредени групи, како што се воен персонал, сопружници на државјани на САД, странство и деца на државјани на САД. Сопружниците на државјаните на САД кои се стационирани во странство поради нивното вработување во американската влада, вклучително и војната служба, може да се квалификуваат за државјанство според одредбата што има возможува да го заобиколат условот за престој и да аплицираат за државјанство додека престојуваат надвор од САД. Откако ги станат државјани, поединците имаат право да гласаат на сите федерални, државни и локални избори, вклучително и претседателските избори. Оние кои не се државјани, вклучително и на носителите на зелена карта, им е забрането да гласаат на сојузните, државните и повеќето локални избори во САД. Секој кој ќе биде фатен како гласа незаконски се соочува со парични казни или затворски казни и можно е протерување од САД.